Да, продолжуваме со Студио 10, како што најавив на почетокот нова емисија. Гостин е господинот Кире Михилов, заменик директор на јавното претпријатие Македонски шуми. Благодарам, Кире, што прифативте да бидете гостин во Студио 10, каде што ќе зборуваме за заштита на нашето непроценливо богатство, тоа се македонските планини. Така. Зоки, ви благодарам и на вас. Знаете дека ние сме транспарентни и сметам дека секој пат ќе треба да бидеме на линија, оному каде што ќе треба да одговориме на секој едно прашање кое што ги тангира граѓаните. Така. Сега следуваат повисоките температури, следува летен период, знаеме сите дека тој е многу ризичен за пожарите, особено за пламените јазици кои што за жал со години ги готаат македонските планини. Знаеме какво лето имавме нели во 2025 година, како увертиран овој разговор, колку сме подготвени за ова сезона да ги заштитиме овие планини, да не ни се случуваат такви екокатастрофи. Така. Најнапред, како што започнавте, допрва следуваат периоди во кои што ќе бидат температурите релативно високи. Јас искрено сум изненаден од фактот што во овој период, значи во месеците март, април, и покрај тоа што температурите се релативно ниски, ние сепак имаме една поголем интензитет на пожари, би рекол, со кој што секако сведок е јавноста дека се справуваме онака како што треба. Претпоставам дека ќе следува едно жешко лето кое што секако ќе донесе предизвици. Напоменавте дека минатата 25-та, јас би рекол и пред неа, таа 24-та, беа години кои што навистина оставија трак во делот на пожарите. Значи имавме сериозна бројка на пожари, имавме сериозна зафатена површина и сметам дека граѓаните, секако и институциите, треба да извлечат поуки од она кое што се случи минатите 2 години. Инаку би рекол дека не дека претходно пожарите ги немало, значи зборам за периодот и пред 24-та, 23-та и така натаму. Меѓутоа, во уводот кажав транспарентноста, значи она кое што ние во моментов го пружеме на граѓаните е транспарентноста. И токму таа транспарентност покажува што е оно кое што се случува на терен. И јас искрено како човек и како функционер сметам дека граѓаните треба да бидат запознаени со се она кое што се случува, ништо не треба да биде тајно, затоа што сите ние сме еден, би рекол, мозаик од она кое што треба да значи заштита на природната средина и се она кое што е околу нас. Ние како прашавте колку сме подготвени. Значи, еве да кажам за нас како јавно претпријатие Македонски шуми, ние сме релативно повеќе екипирани и опремени во однос на она кое што го затекнавме пред 2 години, би рекол. Оваа година веќе имаме преку 250 луѓе кои што се соодветно обучени, опремени, значи со соодветна опрема, значи набавивме и дополнително опрема која што е нели противпожарна со сите оние потребни атрибути кои што треба да ги има. Значи ние во моментот располагаме со преку 250 луѓе кои што можат да бидат веднаш на првата линија, да одговорат на било каков повик, конкретно во овој дел. Покрај луѓето кои што ги имаме, и неко ви кажав, нели, веќе во изминативе година и пол направивме неколку обуки кои што дополнително ќе значат усовршување и координација на нашите вработени, затоа што знаете дека ние сме претпријатие со 30 подружници и мора да нели направиме обуки кои што би дале еден инпут во однос на координацијата на нашите вработени од регионални или како и да е подружници. Во однос на механизацијата, да, она кое што го имаме во моментов се 30-тина, значи 30 специјализирани возила со пумпи на нив, кои што во прв момент со неколку наши вработени може да дојдат на било која точка на линијата на евентуален појавен пожар и да бидат оној прв удар кој што би го нанеле на евентуалниот пожар. Од она кое што го видов минативе неколку месеци, значи континуирано имаме состаноци со сите релевантни институции, значи пред се мислам на Дирекцијата за заштита и спасување, ЦУК,
и сите останати, значи територијалните противпожарни единици и би ги споменал специјално доброволните противпожарни друштва и сите останати, нели? Во однос на координацијата и подготвување на она кое што евентуално не очекува. Можам да кажам дека годинава ќе ја дочекаме релативно поспремни во однос на она кое што беше во минатото и можам да и кажам на граѓаните дека треба да бидат спокојни, ќе направиме се што е во наша моќ. Меѓутоа, многу важен момент е да и тие бидат секако како наша поддршка, тоест да бидат внимателни во она кое што треба да го прават. Значи, тоа е нешто кое што постојано го апелираме и укажуваме, значи да бидат внимателни, да укажуваат и на останатите за развивање на свеста во овој дел и да не се повтараме, нели, секој еден граѓанин кој што е здраворазумен, би рекол, знае што значи сериозна опасност, знае што значи дека што е она кое што не треба да го прави на отворено и сметам дека доколку секој се однесува одговорно, сметам дека пожарите ќе бидат во што помал број и сликите од минатото ќе бидат нешто кое што нема да се повтара. Да. Рековте од овие две изминати години, односно две изминати лета, треба да извлечеме поука. Така. Опремате механизацијата, да речеме, што сте ја набавиле, како што велите, една работа, меѓутоа кои се тие поуки кои што треба да ги извлечеме сите, за да не се случуваат овие катастрофи? Поголема контрола на терен, поголемо патрулирање или пак се работи за нешто сосема друго? Превенцијата е еден од најбитните моменти, токму така, да. Значи, еве ќе кажам еден момент за територијата на општина Радовиш. Значи, таму имаме на територијална противпожарна единица која што во соработка со останатите институции, меѓу другото и со нас, се опремени со одветни опреми, и еве имаат еден дрон, со кој што веќе оваа година, теков на 26-та, детектиравме повеќе од 20 луѓе кои што на некој начин предизвикале пожар или општа опасност. Сега видете институциите дополнително ќе го утврдуваат фактот и моментот дали тоа било намерно, дали тоа било свесно со одредена намера или не, меѓутоа луѓе кои што нели запалиле стрниште, запалиле отпад од резидба, некој запалил затоа што сметал дека ќе се опожари одредена површина, пак излезе зелена трева за стоката која што имат и така натаму. Значи сето тоа е во рамки на она кое што понатаму ќе биде истражувано. Меѓутоа, граѓаните треба да знаат дека за секој еден за кој што ќе се утврди дека причинил пожар, одговорност ќе има. Сега, знаете, кога некој веќе влегол во опсет, доцна е сега да ретерира, ама знаете, јас ненамерно беше. Скара сакав да направам или што и да е. Луѓе, на крајот од денот, 24-та, 25-та, па и годините пред тоа, видовте дека може едно мало невнимание да однесе илјадници хектари и не дај Боже човечки жртви, да остави едни апокалиптични слики кои што ќе ни треба децении, можеби и векови да ги санираме. И сега, дали сметате дека треба ние со едно извинување на некој кој што свесно или не запалил нешто, да му простиме? Јас не мислам така. И јас повторно ќе кажам, сметам дека секој оној кој што ќе запали пожар, без разлика дали е намерно или не, треба да одговара. Сега, каква ќе биде казната, за тоа не одлучувам, јас нели си има органи, меѓутоа апелирам да казните бидат релативно високи за да влијаат на свеста кај останатите, пред се за поголемо внимание, а на крајот од денот најважно да не им дојде на памет да прават нешто кое што не е во ред или намерно да потполуваат. Да, вие долго време сте во претпријатието Македонски шуми, на функција сте 2 години. Според вашите анализи, дали овие пожари можеме да кажеме се пред се најчесто резултат на човечка негрижа? Так. Или пак намерно подметнати? Да. Сега тука се тие две различни работи. Врз основа на она кое што сме го анализирали и јас и останатите институции, можам да кажам дека преку 95% пожарите кои што настанале во Македонија се како резултат на човечка, би рекол, негрижа или нешто намерно. Значи, многу мал е процентот на пожарите кои што настанале од природни појави, тоа е пред се мисли од гром. Знаете, во јавноста нели честопати се споменува многу високи температури, некаде стакло, па така да тоа се видете, тоа се појави кои што безмалку и ги нема. Од пушок од прозор или некаде низ планината некој што шета во
летни високи температури, па фрлило од пушок и така натаму. Најголем дел од пожарите настануваат од свесно палење оган. Без разлика дали тој оган се пали за да некој направи скара, да некој се затопли, да некој... Еве, напоменав неколку моменти, значи голем дел од пожарите, повторно ќе кажам, настануваат од површини кои што се надвор од шума. Сега, кога јас зборам за шумски пожари, можам да кажам дека во 2024 година, знаете дека таа беше една од најстрашните, само во месеците јули и август имаше некаде околу 2000 пожари, зборам вкупно пожари на територијата на Македонија, се мисли урбани во населени места, на земјоделски површини, отворено, затворено се. А таа година ја завршивме ние со 250 шумски пожари. Наредната година, 2025 година, ја завршивме со 178 пожари. Значи се гледа еден континуитет на намалување, затоа што и 2026, кога ќе го земам првиот квартал, доаѓаме до бројки кои што се релативно помали. Меѓутоа, повторно ќе кажам, најголем дел од пожарите се од човечки фактор. Огромен дел од луѓето. И покрај тоа што, еве и во ова студио, мислам дека апелирав дека не е агротехничка мерка да после жетвата се запали остатокот или после резидбата се запалат гранките или лозанките, што и да е. Значи не е агротехничка мерка, меѓутоа граѓаните упорно ги палат страништата, ги палат оние остатоци кои што многу лесно потоа продуцираат пожар кој што може многу лесно пак од пожар на земјоделски површини или пасишта да се прелее во шумски пожар и да однесе во неповрат некоја шума која што е релативно, би рекол, квалитетна, висока и така натаму, а знаеме дека шумите се оние кои што го продуцираат оној кислород кој што без кој што нели не се може. Покрај земјоделците кои што нели за жал се во огромна мерка учесници во оваа приказна, исто така и сточарите. Иако е намалена бројката на стока и сточари во Македонија, сепак и оние кои што ги има честопати се случува да детектираме да палат површини кои што за волја на вистината нели сметаат дека после пожарот нели ќе се појави зелена трева, факт е дека е така. Добар дел од граѓани кои што собираат печурки, има и такви појави, палат одредени површини затоа што после такви пожари излегуваат печурки. И уште еден куп други моменти кои што се предуслов за појава на евентуални пожари кои што потоа нели гледаме дека се со страшни последици. Да. Господин Михилов, кои региони ги сметате за најризични ова лето во однос на овие пожари? Видете, јас сметам дека секој оној регион кој што има шума е ризичен, нема тука дискусија. Но пред се, еве можам да кажам дека лани имавме, морам да ја споменам, општина Липково, каде што во текот на минатата година, јас мислам дека без малку во околу сите населени места имаше пожари. Оваа година повторно се лидери во тој дел. Еве, денеска, пред да дојдам во студиото, добив информација дека пожарот над Матеќе е локализиран. Да, пред 3 дена избувна тој така, имаше пожар, се гледаше тука и од Скопската. Минатата недела имаше пожар кој што беше над браната Глажња. Имавме пожар Блаце, значи тоа е се некаде тука, би рекол, на Скопска Црнагора. Потоа ќе направам една паралела или еден сооднос во однос од дрвократството. Јас мислам дека има некоја поврзаност тука. Меѓутоа, нели, повторно ќе кажам да не преудицирам. Ако е во еден регион, се не е тој регион Сувпад, само тамо да има пожари. Два пожари се во Липково се појавија после една наша успешна акција во која што ние запленивме поголема количина дрва. И тоа едниот пожар се појави истиот ден, малтене. Кога била акцијата? Па минатата недела. Така. Малтене во истиот момент со одвивањето на акцијата за конфискација, а другиот се појави наредниот ден. Така да, јас сметам дека никој мене, ниту па јавноста може да ја разубеди дека тоа е случајно. Така да, еве, ќе апелирам на граѓаните, доколку имаат било какви сомнежи кај некои луѓе, кои што, еве, гледаат дека движат или така натаму, да алармираат. Значи, тука се броевите 112 и 193. Секој едно сомнително движење мора да се пријави. Наше е да провериме понатаму кој што, каде правил и зошто. Тоа е тоа. Така.
Вие сте на прва линија, да речеме, ако има пожар, ако има кражба на дрва, споминавте дека имате некоја нова механизација која што нели ќе ја користите за заштита од пожари, меѓутоа со каква опрема се располага Македонски шуми? Ова ве прашувам затоа што знаеме какво беше предпријатието и без плати, гасеа со лопати и слично. Токму така, да не навлегуваме, меѓутоа сега каква е состојбата? Токму така, ако затекнавме едно предпријатие во кое што немаше и она најосновното, не бе исплатени платите, сега знаете дека тоа е прашање за кое што не се дискутира, значи платите редовно се исплаќаат. Во однос на вашето прашање, да, ние веќе споменав нели во една претходна реченица, имаме околу 250 добро униформирани, подготвени вработени кои што можат веднаш да излезат на терен. Се мисли со соодветна опрема, значи шлем, одело кое што е огноотпорно, кондури кои што се огноотпорни. Јас сега зборам, видете, огноотпорно кога ќе кажеме се мисли на она, знаете, кога првиот пламен би дошол, Так. Тоа секако ќе го заштити вработенот од тоа. Не значи дека некој ако Да. не везе огинот, она се знае, значи се има таму параметри. Покрај опремата ви кажав дека имаме 30 возила кои што имаат соодветни пумпи. За жал морам да споменам и покрај тоа што еве 2 години сме власт, претходно нашите претходници набавиле некои пумпи кои што ги набавиле, би рекол, ради реда. За дел од тие пумпи ние веќе 2 години не може да најдеме соодветно предпријатие кое што би можело да ги сервисира. Се работи за пумпи кои што реално и нема, не само во Македонија, барем еве надвор некаде. Значи кога нешто се набавува, треба да мислите и за понатаму, не е работата само да ги земете, а да едноставно после кога ќе дојде моментот да нешто се расипи и завршува приказната. Така да она кое што го затекнавме како руина расипано, се обидовме, сервисиравме. Секоја подружница без малку има, значи спремно по минимум неколку луѓе, некаде десетици па и повеќе, со соодветни возила, соодветни пумпи, напретњачи се и се она кое што согласно оперативните планови ние како предпријатие и сите тие како подружници треба да го поседуваат. Значи имаме од метли нели и така натаму, да не навлегувам. Ние сме подготвени. Сметам дека со добра координација со општините, со институциите кои што ги споменав пред малку, ќе покажеме оваа година колку ќе биде поразлично во однос на минатите. Не смеам да не ги споменам и возилата кои што беа специјализирани токму за гасење на отворени шумски пожари. Пред се мисли на пинцгауерите, на БТР-ите и хермелините. Инаку пинцгауерите минатата година јас бев честопати во акција со нив и мислам дека се јас би рекол нешто совршено. Иако се работи за возила кои што се стари и беа, знаете дека беа гаражирани, беа неупотребливи. И метана критика на почетокот, така. Видете, кога се справуваме ние со шумски пожар, најбитно во моментот е првата реакција. Најбрзо да стигнеме таму со соодветна количина вода. Доколку го имаме тоа, не постои пожар кој што во првиот момент од негово појавување не би можеле да го ликвидираме. Сега, еве зборам за пинцгауерите. Јас видов дека за тие возила малтене и да нема место до кое што тие не може да стигнат. Мислам, мобилноста, брзината, возилата, да. Со добри шофери, мислам, минатата година нив ги возеа припадници на ЕБР и АРМА, мислам, дека беа дечките беа топ, значи спремни. Во однос на одржувањето, механизацијата, дали има дефекти, како се сноѓате, затоа што сепак се работи за репарирани возила и пренаменет. Видете, конкретно за старите, за тие возила, конкретно јас не можам да одговорам, затоа што тие не се кај нас. Тие мислам дека се во дирекцијата. Ги гледате на терен, сте ги гледале од тој аспект. Видете, со секое нешто кое што го користите, нели, може да дојде до траеност, може да дојде до одредено расипување и така натаму. И нова кола да ја земете од салон не значи дека нема да се случи нешто. Се покажаа релативно добри и беа во една солидна бројка. Имаше некои одредени недостатоци кои што ги детектиравме затоа што нивното пренаменување се случи буквално пред пожарите и значи во текот на самите пожари се детектираа одредени аномалии. Службите беа тука, еве
ова е нешто кое што треба да го коригираме, ова е нешто кое што треба да го коригираме. Сметам дека сите оние недостатоци кои што ги ставивме на хартија оваа година ќе бидат отстранети. И искрено повторно ќе кажам, огромна помош ни беа тие возила и се надевам дека оваа година што помалку ќе ги користиме, меѓутоа доколку има потреба од нив, јас сметам дека нивното постоење ќе ни помогне во огромна мера во однос на прашањето околу тие специјализирани возила, а она кое што го имаме ние како ресурси кај нас е комплет се завршено, репарирано, средено и едноставно ја чекаме сезоната. Така. Господин Михилов, нели и претходно кога бевте тука во емисија кажавте дека шумската мафија врти милионски средства нели од кражба на дрва. Знаеме дека шумите се наше национално богатство, меѓутоа и од аспект на животна средина, кислород, меѓутоа и од аспект на материјални добра па и парични средства. Кога можеме да очекуваме, сега велите дека е стабилно предпријатието Македонски шуми, меѓутоа во повеќе наврати кога медиумите одат нели ке вработените Македонски шуми не пред камера, меѓутоа позади камера се жалат дека ниски плати, добро е што ги има, како што велат, не е како во минатото, меѓутоа се ниски плати. Сепак се работи за предпријатие кое што располага со огромен шумски фонд, кој што може да го покачи на големо ниво предпријатието, меѓутоа вработените се уште нели ги имаат тие ниски плати. Етапно се подобрува како што велите предпријатието од економски аспект, меѓутоа кога можеме да очекуваме предпријатие со вработени кои што ќе бидат мотивирани да реагираат брзо и соодветно на македонските планини. Дали тој економски тек на предпријатието оди во нагорна линија? Така. Сега вие не сте тој кој што одлучува за платите, меѓутоа вашите согледувања како се? Знаеме каква е нели состојбата со платите на вработените. Јас морам да потенцирам и да кажам дека навистина се вртат големи пари во таа мафија, затоа што шумата е еден отворен магазин и многу тешко можете да ја контролирате целата површина на Македонија. Самите бројки кажуваат дека има континуирано намалување на бројките во однос на дрвократството, како и со пожарите. Меѓутоа, повторно, по трет пат во емисијата ќе го споменам ова. Нашата транспарентност им дава на граѓаните доем дека еве се случува тоа. Видете, ако јас повторно ќе кажам еден податок, ако можеби карикирам во 2020, еве, имало 500 пожари, карикирам. И институциите не ги обзнаниле, а 2026 имаме 150, а сме обзнаниле 100, тогаш во очите на јавноста 2000 оваа последнава ќе биде многу поригорозна во однос на минатата. Токму тоа сакам да кажам. Значи, каде и да се случи на територијата на Македонија, ние реагираме. Институциите многу посериозно се однесуваат во однос на криминалот со дрвата. Токму од таа причина е во огромна мера намален криминалот во однос на дрвократството и таа е една од причините поради која што предпријатието лека по лека се стабилизира. Значи, знаете дека ние сме едно предпријатие со самофинансирање. Така, да. Така да ако 23-та или 24-та не можеа да дадат плати, сега даваме. Нешто се случило. Значи, што е тоа што се случило? Се намалува дрвократството, се зголемува нормалната продажба на дрва. Факт е дека ние затекнавме предпријатие во кое што јас апелирав пред да дојдеме, дека во нашите складови немаше кубик, значи немаше ниту едно дрво, зборам, во периодот пред да дојдеме. Сега, секоја подружница продава дрва. Јас не велам дека можеме преку ноќ или за една година да го стабилизираме целиот пазар и да кажеме дека еве сите дрва ќе ги продаваме. Ние нема приватен да продава ниту еден кубик. Затоа што тоа е една спрега која што видите ова е систем, мора систематски да работиме за да лека по лека се намалува криминалот, ние повторно си ја враќаме продажбата, а со тоа секако и се нормализираат цените. Затоа што во моментов цената кај нас е таа, меѓутоа приватните складови претпоставам дека имаат различни цени и секој си продава онака како што мисли дека нели имал трошок, па приватни берат и така натаму и така натаму. Меѓутоа предпријатието лека по лека доаѓа во една ситуација во која што е
солидна токму заради намалувањето на криминалот. Јас милував да кажам и тука сум кажал дека во минатото моја претпоставка беше дека раководството беше слуга на приватните тендераши и од таа причина тие беа креатори, не овие кои што раководеа со предпријатија, туку другите беа креатори на политиките. Тоа се смени. Значи ние се уште се бориме. Јас не велам дека криминалот е застанат. Не велам дека дрвократството го нема. Меѓутоа тоа е намалено во огромна мера, а и покрај тоа што е намалено, ние на граѓаните им покажуваме дека го има. Не го криеме. Го има и тоа кога граѓаните ќе знаат дека на Плачковица, во Струга, во Велес, во Прилеп, во Делчево или не знам каде има криминал и самите тие на некој начин стануваат полицајци. Да, алармиравте, еве точно е дека го има. Па ни праќаат податоци, пријавуваат слики и така натаму и ни помагаат да со останатите институции секако нели дојдеме до она кое што ни интересира. Каде и кој прави одредени девијантни појави. Инаку набавката на дронови и други соодветни апаратури во огромна мера ни помага во однос на превенцијата не само за пожарите, туку и за дрвократството. Многу е полесно кога имате начин да го обсервирате теренот постојано и од горе, не само од нашите шумачувари, или пак од граѓаните, и тоа е нешто кое што во огромна мера ќе ни помогне во периодов кој што предстои. Да. Што конкретно треба да променат граѓаните за да се намали ризикот од пожарот на отворено? Она кое што постојано го апелираме. Значи, знаеме дека ќе дојде период на високи температури. Имаме сега пролетни врнежи. Тие врнежи треба да ќе ја пораснат во една поголема нели мерка. Никој не смее значи да пали пожар на отворено, да пали оган на отворено. Зошто? Затоа што мало невнимание. Знаете, секој пред да запали огин смета дека ќе го контролира. Океј, огинот ќе го запалам, скара да направам. Меѓутоа, никој пат не знаете природата што ќе ви донесе. Пред 10 дена имавме еден таков пожар на Плачковица, повозрасен господин си запалил скара, меѓутоа ветерот, не знам, дувал 70 км на час, отиде. Брзата реакција на територијалната противпожарна единица, кои што се навистина дечки на ниво спремни, и нашите вработени спречија поголема катастрофа. Тогаш, еве, не беше пироман, не беше некој кој што намерно ќе запалеше, меѓутоа Плачковица можеше да биде катастрофа. Иако овој период. Еве. Значи човек кој што сакал да си направи скара. Не може да палите оган кога сериозно имаме проблеми. Второ, доколку некој има викендици, оди на излет, еве го сега доаѓа 1 мај, огромен дел од граѓаните ќе бидат надвор во природа. Значи, треба многу сериозно да пристапат при евентуално палење на пожар, правење скари и така натаму. Значи, треба сериозно да ја заштитат површината каде што ќе биде запалено огинче за она кое што ќе биде намена и после тоа да го изгаснат. Доколку се заминат, никако да не остават неизгаснат оган и така. Значи, ова е нешто кое што, како да ви кажам, ги учиме малите деца од најрани години, сега ние треба на возрастни луѓе да им го кажуваме ова. Мислам, овие се прашања кои што не треба да даваме ние одговор. Секој еден здраворазумен граѓанин знае што не треба да прави. Меѓутоа се случува и мора да дискутираме за тоа. Така е, и упорно дискутираме и упорно, значи знаете како е. Се додека на некој не му се случи лично нешто или на некој негов близок, тој надворот приказнава. Нема врска. А кога ќе дојде, и сега се случи ова кој што ви кажав на Радовиш, го објавивме човекот, еве го, виновникот е тој. Причинителот е тој, не може да го скриеме. И после се јавија, нели, душегрижници, ама стар човек, абе луѓе, ворете дали е стар или млад, дали е сточар, дали е земјоделец. Што е суштината? Еве е суштината. Луѓето не обвинуваат дека толку шума ни изгорела, дека некој сака да прави криминал после тоа. Никој нема да го детектира моментот на почетокот на пожарот. Значи, еве сега, ако ние не го саниравме тоа кое што тој возрасен господин го направи, ќе бидеше опожарена една поголема површина, така? Ќе имаше муабети дека еве намерно ја запалија шумата за да, како да ви кажам, сето ова е повторно ќе кажам синџир. Ние како институции мора да обзнаниме што е она кое што ни се случува. Никој нема да го обвини оној кој што запалил една мала нивичка кој што имал жито, меѓутоа нели не го изорал, туку ја запалил, го запалил остатокот, ама после тоа изгориле 50 хектари и сега ние пуштаме таму луѓе кои што мора да ја исчистат таа површина. Значи првиот момент го изземаат луѓето, не е
ајде виновникот. Не, ние сме виновни после и правиме приказни кои што се такви какви што се. За волја на вистината. Ова е еден синџир и ние мора да дискутираме за целата оваа приказна од до. Да. По секој отворен пожар се отвара прашањето дали на крајот изгорените дрва, односно шумата, завршуваат за нелегална сеча. Колку е тоа најчеста пракса според вашите видувања? Видете, не за нелегална сеча, значи За нелегална дискусијата беше дека после секој пожар фактички се обезвреднува шумата и одредени, нели, фирми кои што работат во шумарството би сакале да добијат поевтин ресурс. Така. Факт е дека вистината е дека доколку одредена шума се опожари, таа е секако уништена и вредноста нејзина е помала. Меѓутоа, ние како ново раководство со другите релевантни институции, пред се мисли со Државниот инспекторат за шумарство и ловство, работиме на еден малку поразличен начин. Ако во минатото, секаде оному кај што ќе се појавило пламенче, без разлика дали тоа пламенче, тој огин, бил висок, низок, приземен, многу оштетил, малку оштетил, веднаш се давале решенија за чистење на таа шума. Сега ние што работиме? Доколку некаде се за многу помали средства на тој што така. Така е. Меѓутоа има ситуации, затоа и го постави прашањето за нелегална сеча кога ќе се опожари некоја шума, имало во минатото од македонски шуми, тоа го признавале, ги оставале слободно да ги земат дрвата, затоа и го потребив тој термин нелегално. Тоа е веќе нелегално ако нема тендери, ако нема се. И има, сега го разбрав прашањето, има неколку постапки кои што органите на одредени институции ги работат и мислам дека и можеби во некое догледно време и ќе има соодветна завршница таму. Претпоставам дека добар дел од луѓето се уште си имаат, нели, такви приказни, меѓутоа, нели, повторно ќе кажам, да оставиме на времето да покаже дали има вистина во муабетов и колку е тоа сменето во однос на минатото. Меѓутоа, она кое што сакав да го потенцирам е следното. Заедно со тие инспектори кои што на терен доаѓаат после секој пожар, ние прво утврдуваме и оставаме можност на природата да се самообнови. Значи не значи дека секаде каде што ќе се појави пожар ние мора веднаш да влеземе и да испосечеме се. Не, даваме можност. Се зависи од тоа колкав бил интензитетот на огнот, каква била дрвната маса која што има таму, значи има одредени дрвни видови кои што се поотпорни на огин, има одредени кои што не се, има одредени дрвни видови кои што може да издржат, нели, повеќе, а така да ние оставаме простор да природата, нели, најпрвен се избори со тоа што наредната година повторно ќе направиме обсервација, доколку утврдиме дека еве некоја површина, пример во Новосело имавме не знам колку хектари ни беше опожарена со еден пожар во 24-та, само оному каде што буквално беа целосно уништени одредени површини се влезе да се исчистат, сето на останато остана да се обсервира дополнително. И јас искрено мислам дека мора да им се даде можност на шумите да дефинитивно, нели, се изборат до крај. Инаку има еден момент, еве пример кај Дабот, некаде кај што е поминал пожар, да кажеме, па и да има одредено сериозно оштетување. Ние ако го оставиме Дабот оваа година, да остане, значи тој ќе почне да се бори со она кое што му се случило со последиците од пожарот и тој веќе многу повеќе плодоноси, што значи остава потомци, значи тие тоа што плодоноси, значи дополнително ќе го самообнови, ќе ја самообнови површината каде што еве се случил пожар. Значи, знаете дека онаму каде што имало пожари и кај што се исчистени површините, ние после тоа, нели, настапуваме со пошумување. Еве, добар дел од тие површини се самообновуваат. И тука има одредени постапки кои што мора да ги зачуваме, затоа што, знаете, шумарството е наука. Ова не е нешто кое што го работиме ден за ден. Си има пропишани правила и однесувања како треба. Во однос на секој дрвен вид, во однос на секоја инклинација, каде иде, каква е почвата и така натаму и така натаму. Така да, повторно ќе кажам, се она кое што го работиме врз основа на наука. Не го работиме врз основа на купи ден, продај ден. И токму затоа и граѓаните, јас лично, еве се трудам, да бидат во текст со се. Зошто велам? Ако
оваа година или лани некаде имаше пожар, јас веќе фотодокументирам или сме направиле одредени снимки, видео тамо. Оваа година веќе имаме пошумено. За неколку години од денеска граѓаните ќе можат со своји очи окуларно да ја видат промената, значи да знаат дека ние работиме и дека ова кое што го тврдиме е вистина, не е само празни зборови. Така. Еве преминавме на другата тема, тоа е дрвократството, кој што исто така сериозен проблем во Македонија. Колку вашите вработени се соочуваат со закани на терен? Гледаме дека има и во полициските билтени евидентирано такви појави. Многу е мал процентот на оние кои што се соочуваат со закани, отколку оние кои што би рекол на некој начин соработуваат со оваа мафија која што ја споменавте. Во огромна мера детектираме поврзаност на наши вработени со евентуални дрвократци. Знаете, да украдеш еден камион или едно возило, без разлика моторно што и да е, не можеш едноставно да го однесеш од точка А до точка Б или од планина до некое населено место. Мора некој да те покрие. Така да има, значи го имало тоа, има одредени региони во кои што работат сериозни групи, би рекол сериозни групи, пред се мисли по големи групи. Јас објавив едно видео од пред 20 дена во кое што беше фатена група составена повеќе од 23 луѓе, мислам дека беа. 23 луѓе, дрвократци. И може да замислите ако излеземе 20 или 3 пред нив, мислам, како да ви кажам, тие се наоружени со секири, со моторни пили, стапови и така натаму. Така да, и сега, кој нормален човек би пуштил еден шумар, или еве едно возило со 4 или 5 шумари, да ја спречи таа група да го направат тоа кое што решиле. Значи, таму имавме една добра организација, во која што беа вклучени 2 шумско-полициски станици, Струмица и Валандово, беа вклучени голем дел наши вработени и на крајот МВР како логистика, за да акцијата биде успешна и се одземе се она кое што го заловивме таму. Значи, има се уште региони во Македонија каде што се обидуваат добро организирани групи да работат. Меѓутоа, во најголем дел логистиката од институциите која што ја имале во минатото ја немаат. Значи, во минатото дискутиравме и тука, има неколку предмети во кои што веќе би рекол во поодминати постапки веќе се гледа дека имале поддршка и јатаци во повеќе институции. Тоа е навистина алармантно. Значи, знаете како викаат луѓето, оние кои што требало да бранат биле вклучени во процесот на кражба. Кој тогаш да брани? И неретко имаше случаи во кои граѓани загрижени ќе се јават да пријават кражба, а после саат време добијат закани. Значи, некој од МВР или некој од шумска полиција или некој од нашите го известил тој кој што краде и кажал, еве, Кире се јавите пријави или Зоки се јавите пријави. Така да лека по лека го расчистуваме, ја креваме таа магла и еве 2 години по доаѓањето јас можам да кажам дека имаме огромна бројка на поднесени пријави ние кон наши вработени. Зошто го велам тоа? Затоа што кога некаде ќе се случи одредена девијантна појава, дали е тоа пожар или дрвократство, јас лично тргнувам од фактот каде сме ние во приказната, ние како институција, каде е шумочуварот кој што бил задолжен за тој реон. Имаме шеф по заштита, имаме друга шумочуварска служба, имаме и овде сектори кои што го работат токму овој момент заштитата. Значи, каде сме ние? Ако бил спречен поради одредени околности да не може да отиде на терен, во ред ќе ги најдеме. Меѓутоа, ако бил на терен, како не го видел тоа што се случило? Како не видел кој бил таму, па запалил пожар и така натаму? Така да ние секој пат тргнуваме да си го расчистиме нашиот двор, па одиме понатаму. Да. Колку пријави се поднесуваат од ваша страна и дали можеби останува стариот проблем што на крајот овие пријави против дрвократците не се процесираат во системот поради судската бирократија, да речеме? Видете, не постои ниту еден предмет, ниту една пријава која што не е процесуирана. Јас ги имам бројките за волја на вистината, извадив и гледаме дека систематски бројката на пријавите се намалува
Сега повторно ќе се вратам на ова транспарентноста, значи тоа не значи дека во минатото ги немало, меѓутоа биле многу повеќе, ама не ги гледале луѓето. Сега ги гледаат затоа што ги кажуваме, ги јавуваме, она која што ќе го заловиме го даваме во етер. Еве во 2023 година имало 2585 настани, зборам настани во однос на дрвократство, вкупно познати, уствари 2585 непознати со 259 познати. Зборам настани. Сега, дали од тие настани произлегле кривични, прекршочни или какви пријави, не навлегувам, значи некаде околу 3000. Да, во 2024 таа бројка е намалена за некаде околу 200, 2700, а веќе 2025 имаме 1709 настани со непознат сторител и 180 со познат. Значи, одредено намалување. Сега, во етер постојат недоумици. Што, како, зошто? Сите овие бројки се процесуирани. Сега, како се процесуирани? Честопати ние кога ќе фатиме некој дрвокрадец со некое моторно возило, ни се случува да тоа моторно возило не е негово. Тој го купил од некој и не го префрлил. И сега кога ќе дојде нели она судска постапка, многу лесно може судијата не по негова вина да утврди дека возилото не е негова и повикувајќи се на некакви пресуди од Страсбур за, не знам, Конвенција на човекови права, тамо вамо, возилото го враќа. Или има уште една пресуда која што е донесена и во која што најверојатно се тврди дека доколку вредноста на одземените добра е многу помала од возилото, тогаш повторно се враќа тоа возило. Значи, огромна бројка од возилата кои што и средствата кои што сме ги земале и затекнале во извршување на кражби, беа враќани на луѓето и за волја на вистината, тие луѓе, значи, ни се подсмева и повторно со истите возила излегува на терен и крадеа. И тука секој пат се јавува, како да ви кажам, една демотивација кај луѓето, и кај нашите вработени, и кај шумската полиција, и кај МВР. Знаете колку е тешко да организирате една акција, ви споменав да фатите 20 и кусур луѓе кои што во моментов краделе, и да една година или година и пол после тој настан да ние дознаеме дека она што сме го работеле, сме го сработеле за џабе. Повторно ќе кажам. Што треба да се промени за да значи ние мора да во моментов изготвуваме одредени правилници кои што ќе значат промена на ова. Значи, еве јас можам да кажам дека во ред возилото можеби не е негово, меѓутоа ајде да го викнеме собственикот. Зошто не го префрлил? Меѓутоа колкави се паричните казни за овие лица настрана возилото што му се враќа ако во најголем дел паричните казни се релативно големи, и 500, и 1000 евра, и 2000, пример. Меѓутоа, тие луѓе не се секираат за тоа што најголем дел од нив се, би рекол, некредитоспособни, немаат активни сметки, нема од кај да им се наплати тоа. Да, луѓето се заглавени, никој пат можеби нема да можат да одат регуларно, би рекол, на работа. Да. Меѓутоа, еве, во моментов не ги тангира тоа и си ја работат оваа работа која што ја работат. И тој не се секира дали 20 пати некој ќе го фати и ќе му пише прекршочна пријава, се додека не отиде во затвор. Тогаш е веќе проблем. Така да, мора да направиме соодветни промени во овој дел, значи сите институции, мислам, почнувајќи од нашата шумска полиција, МВР, па и правосудниот систем, да заеднички најдеме соодветни решенија, да после секој ваков настан казната биде соодветна. Ако некој направил катастрофа, запалил одредена површина и не знам колкава штета, тој мора да одговара соодветно за тоа. Ако некој сме го фатиле втор, трет, пети пат, тој мора соодветно да одговара за тоа. Не може некоја приказна некој да ја повтара N пати, а ние постојано да го правиме ова кој што го правиме и да на крајот од денот во очите на граѓаните испагеме смешни. Таа е реалноста. Така да, работиме на промени, претпоставам дека и другите институции работат на изготвување на одредени промени кои што ќе значат квалитетно решавање на секој еден настан. Тоа е она кое што мислам дека треба да го промениме. Така, господин Михилов, при крај сме со емисијата, како последно прашање, што ќе им порачате на граѓаните кои гледаат сомнителна сеча или чат од пожар и велат дека институциите доцнат со реакција? Ова најчесто се случува во летниот период.
како последно прашање. Многу е важно секој еден кој што ќе го споменав неколку пати моментот, секој еден кој што ќе увиди некаква состојба која што е девијантна, која што е ненормална, абнормална и така натаму, да алармира веднаш на 112 или на 193, а и ние честопати сме на терен, тоа може да го направи кај некој наш вработен, лично кај мене и така натаму, за да навремено ние детектираме тоа што се случува и пратиме екипи. И како што кажав, доколку навреме се најдеме на местото, работата може да биде завршена многу лесно. Доколку помине одредено време, после тоа е многу тешко да се стави под контрола каква и да е друга појава. Инаку, во оние флаери кои што ги пуштаме, тука таму ги делиме кај граѓаните, многу јасно збориме дека првото појавување на пламен може да се изгаси со една чаша. После тоа и 500 луѓе да ангажираме, не можеме да го сопреме. Таа е реалноста. Господин Михилов, благодарам за вашето гостување, вашите совети, размислување, меѓутоа и чекорите кои, како што велите, ќе ги преземете за да немаме пламени, големи јазици кои што ќе ги готаат македонските шуми. Ви благодариме на вас за можноста која што ми ја дадовте. Се надевам дека ќе имаме мирно лето, се надевам дека ќе имаме лето со помалку пожари, а секако доколку ги има, апелирам да сите оние кои што ќе бидат вклучени во таа приказна, да бидат на ниво на своите задачи. Да, благодарам уште еднаш за гостувањето. Сега следува кратка пауза, потоа продолжуваме со други теми во Студио 10.